Отче наш, кој си на небесата, да се свети името Твое, да дојде царството Твое, да биде волјата Твоја, како на небото, така и на земјата. Хлебот наш насушен дај ни го денес и прости ни ги долговите наши, како и ние што ги прощаваме на нашите должници. И не воедувај во искушение, но избави ни од зла. Другото блаженство, но некако, читајки, се решили да го работам само првото, а при тоа да обрнеме внимание на една, може би за вас детска книга, Малиот принц, но со голямо значење, со голема суштина, што всушност се поклопува со темата, односно со толкувањето на првото блаженство. Значи вака, кога зборевме околу што е тоа блаженство, како тоа блаженство, рековме дека блаженството е духовна радост. Но духовна радост која, впрочем, трае вечно. Рековме дека блаженството не е радост од типот на радосни сте поради вашата нова работа, радосни сте поради подобро примање, нова љубовна врска или нешто слично. Простете, поради вркината јас се подам. Но радост која, впрочем, произлегува од вечната заедница со Бог, од вечното единство со Светиот Дух. Така да, кога веќе спомнавме, кога зборевме околу таа радост и околу тие блаженства, спомнавме дека блаженствата се всушност новозаветните 9 Божји заповеди. Доколку ви текнува на старозаветните 10 Божји заповеди, во кои што Бог преку Мојсей ни остави порака што треба, што не треба впрочем да правиме, што е забрането. Веќе во Новиот Завет преку својот единороден син, односно преку второто лице од Светата Троица, ни даде начин како може да се спасиме. Затоа да не должам ќе од Еврогина, ќе предам на првото блаженство, кое гласеше: блажени се бедните по дух, зашто нивно е Царството Небесно. Како впрочем и напомнав минатиот час, не сега. Блаженствата се поделени на два дела, односно оно што нас се бара за вечна радост, како што например за вечна радост во првото скарбело, во првото блаженство се бара да сме бедни по дух, што за некоја секунда ќе го објаснам. И наградата која што ни ја ветува Бог, односно Царството Небесно. Сега кога ќе спомнеме во светов беден, барем на, ако не тројца од вас, барем на двајца, му доаѓа на мисла човек испарталабен, човек без сиромашен. Но што е да си блажен ако си беден по дух? Може би, впрочем, не може би и за овосветската логика, каде што 2 и 2 впрочем се 4, за овосветската логика тоа е парадокс. Значи, вечно среќни ќе бидат бедните. Но да ве потсетам дека за овосветската логика исто така парадокс беше со смрт. Смрт да се победи. Исто како што за овосветската логика парадокс е кој ќе ти ударат десниот образ да го свршиш и левиот. Но кога велиме блажен по дух, најпрви тука се подразбира кога Христос вели за блажен по дух за човек кој што својот дух, односно својот ум,
го смирил до тој степен што тој повеќе не се надава на своите сили. Тој знае, јас сум немоќ. Тој знае дека јас, впрочем, не можам ништо само од себе, и јас сум ништо. Оној што го сватил тоа, тој веќе можеме да кажеме дека е беден по дух. Значи, тој човек се разликува од горделивецот по тоа што во се надева и се очекува од Бога. Додека горделивиот човек самиот за себе постанува божество, самиот се надева во себе си и впрочем за него повеќе нема Бог. Тој е самиот Бог, како што доколку сте погледнала, имаше и такви мајци на англиски јазик напишано, но и кај помладеве посебно после честење тој збор, јас повеќе не сум атеист. Јас верувам дека постои Бог и јас сум Бог самиот за себе си. Таквите горделиви луѓе всушност се богови самите за себе си и тие се впрочем самите за себе си благоречено демони, односно ѓавол. Но кога ќе речеме бедни по дух, тука можеме да кажеме дека се подразбираат и смирените луѓе, понижените луѓе, смирено мудрите, значи они покрај смиреноста што исто така има постигнено и мудрост. Оние покорните луѓе, но покорни луѓе пред се на Божјата воља. Дека да бидеш беден по дух, односно да биде смирен е чест и достоинство, божествено достоинство. Тоа ни го посведочија многу свети луѓе, многу и философи, доколку сакате да разговараме. Но да погледнеме, зарем има нешто по-возвишено и како пример кој навиштено држи вода, доколку смиреноста би биде посведочена напротив од некој кој што има право да биде со власт, со сила и со самослава за себе си. Бог ни посведочи за тоа дека смиреноста, односно бедноста по духот е врлина и добродетел и нешто, односно првиот степен кој води кон вечно спасение. Да ве подсетам, доколку сме заборавиле, бидејќи можеби поради губење на вода, потење, дехидрираме, забораваме на многу работи. Христос Бог, второто лице од Света Троица, дојде со Ферари, со 10.000, влего во друг филм. Христос Бог не дојде со Ферари. Тој дојде и беше сместен во јасли. Тој беше греен од животни, со нивниот здив, а не од алфа шпорети, и што ти ја знам. Христос не беше син на Бил Гейтс. Христос беше син на дрводелецот Јосиф, целиот свој живот работеше беше тишле, работеше со дрво. Христос не дојде со камши од удара по вас. Не дојде да суди. Тој понизно дојде како слуга да послужи. Оној што напротив требаше во слава и во гордост и велелепие да дојде во смиреност, за едно да не покаже нас. Дека смиреноста, понизноста е врлина. Да ве подсетам, кога зборувавме за создавањето на човекот. Зошто демонот отпадна од Бога и впрочем, и зошто човекот падна во грев?
поради непочитувањето на не поради немањето на смирение, поради непочитувањето на Божјата заповед. Сатаната удри гордост. Посака да биде Бог наместо Бога, или ако сте го гледали оној цртано со лошко, да биде султан наместо султан. Еден цртан поредок имаше. Сатаната посака да биде Бог наместо Бога и во гордоста падна. Исто така и човекот, Адам и Ева. Посака и тие да бидат богови, тие падна. Христос, кој се во тело отвори, кој се воплоти, стана и Бог, остана и Бог, му стана и човек, односно Богочовек, дојде за преку примерот за смирението да ви го покаже патот кон Бог. И смирението навистина е голема врлина. Бидејќи Бог, впрочем, во 50-тиот псалм, што сте го слушале, што сте го читале, срце понижено и смирено Бог нема да го презре. Впрочем, сите сте биле на извор, сите сте виделе од оние водопадини. Или, еве, имаме тука Господин даде здраве, това са метеоролози. Кога врне, дождот паѓа најдоле. Не паѓа на највозвишените, најдоле. На понижените. Смиреноста, впрочем, е добродетел, која треба да не научи нас да бидеме буквално како бедните. Бидејќи, погледнете беден човек. Бедниот човек, кога бара од вас милостина, ја знае својата телесна немоќ и знае дека нема, дека и неговото здравје, впрочем, зависи од вашата милост, како што и знае дека тој повеќе не може. Бедноста по дух која Христос ја бара од нас е впрочем таа да ја отфрлиме гордоста од нас. И како што кога просиме милостина, така и од Бога, знаејќи дека сме смртни, дека гревот завладеа со нас, и таа како потврдува тоа, дека гревот впрочем завладеа со нас, да побараме помош од Бога. А верувајте дека оној кој што впрочем бара помош од Бога, тој никогаш нема да биде напуштен од Бога. Впрочем, тој ќе ја добие најголемата радост, најголемата награда која впрочем Бог може да даде. Смиреност, понизност, љубов, милост. Но немој да сватите погрешно дека бедни по дух се само сиромави. Или не да Боже да речеме дека бедни по дух се луѓето кои се психички нецелосно здрави. Схрајате. Бедните по дух може да бидат и сиромавите и богатите. Сиромавите ќе бидат бедни по дух на тој што начин што ќе знаат дека сето што го имате е од Бога. Впрочем, се е од Бога. Може би вашите облеки сте ги купиле со собствени пари, може би се пополни. Но Бог е оној кој што ви овозможи тие материјални средства да дојдат до вас. Такви сиромавите, знаејќи дека секој е добро и секој совршен дар доаѓа од озгоре од утецот на светлината, ќе му благодарат на Бога за себе, бидејќи неизменни се добрините кои што ги направи Бог за нас. Додека на кој начин богатите може да бидат бедни по дух. На тој начин што ќе сватат дека и тие се ништо, дека секој човек е ништожен.
Тоа е исто како да споредувате една рамка и по простор една рамка и целата Вселена. Рамката визави Вселената е ништожност. Така и човекот без Бога е ништожен. Во тој момент кога богатиот ќе свати дека без Бога е ништожен, дека богатството му е дадено од Бога да им помага на сиромавите, тоа што може да биде беден по дух. Немој да сватите дека богатството е проклетство или дека пак сиромаштијата е проклетство. И двете се благослов од Бога. Но сиромаштијата е дадена со цел преку својата молитва, преку својот подвиг, спасувајќи ја нашата душа, да се молиме за спасение на душата на оној што ни помогнал. А богатството е дадено со цел, имајќи повеќе од добрините што ни се потребни за живот, да им помогнеме на оние кои што не имат и на оние кои што им се потребни. Впрочем, во Библијата имаме пример за многу богати луѓе. Авраам, тој можеби немаше Бентли и Ферари, бидејќи па можеби во времето на вашите прабави, ако не во времето на вашите баби, богатството се сметаше во земја и во добиток. Така и Авраам беше богат, со земја, добиток и робови. Но тој што рече? Дека јас сум прав и пепел. Само во тој момент ќе бидеме бедни по дух. Смиреноста и бедноста по дух е нешто што, впрочем, можеме да кажеме дека е големо средство за борба против нечестивите демонски сили. Не би сакал да карикирам, затоа ќе отворам книгата да видам пример со кој светотец беше, каде што се зборува, впрочем, и за тоа. За светиот Нектарий египетски. Кога зборуваме веќе кај свети Нектарий египетски, мораме да збориме дека тој е еден од попознатите испостници кои се подвижавале во пустиништо како светиот, тоест преподобниот Јовахим Соборски, кој што живеел пустински и испостнички живот, така и светиот египетски, Макари, да. Еднашка во неговото житие е запишано интересен сегмент. Демонот не многу пати, често го, секогаш го слушал, еднаш му рекол: добро, вика, Нектарий, Макари тоест. А и свети Нектарий има исто така познато житие, за кое ќе ви зборувам можеби овој нареден час. Вика: добро, Макари, една работа. Ти постиш, јас не јадам. Вели, ти бдееш на молитва, јас сум вечно буден. Како ме победиш? Со понизност и смиреност. Само постот, кога ќе биде подкрепен со понизност, со смиреност, ќе може да го направите исто, како светиот Макари. И не мали се примерите за луѓе кои понизноста, впрочем, ја сметале за добродетел. Баш би сакал да цитирам неколку мисли од и философи, а и познати автори. Например, сите сте слушнале дека Аристотел, иако бил незнабожец, тој сепак верувал во Бог. Тој рекол: молчам пред сетајните. А и впрочем, човек кога ќе молчи пред сетајната, односно пред Бога, ја покажува својата смиреност. Кант јасно ќе ви каже на сите дека проблемите се нерешливи за умот. Кога ќе сватите дека немате сила, дека со својот ум, со својот дух не можете ништо пред Бога, впрочем, вие покажувате вашата смиреност. Пастор пак вели колку е голем Бог
околку нашето знаење ништожно. Дека човекот е зависен од Бог и дека Бог е голем, а ние сме ништожни, покажува и самиот факт што дишувате, издишувате и за вашиот живот е потребна храна. Самото тоа ја покажува вашата зависност од Бог. И ништо друго. Бидејќи, впрочем, и храната, и воздухот, сето тоа, и секој дар доаѓа од Бога. Дека смирението е пример, го посведочили многу свети отци со својот живот. Баш би сакал да го спомнам, овој пример така ми беше премногу впечатлив со Свети Јован, исповедник. Тој бил епископ, владик. Но неговата љубов била пустината и било подвижништвото. И ја напушта епархијата и како обичен прост монах, во мантија без владички одбележија, бега во Иерусалимскиот манастир Свети Сава Освещен. Тоа е манастир кој што сите кои што биле во светата земја е во пустина, навистина. Пустински услови. Може би Осоговската обител некогаш била пустина, но Свети Сава Освещен навистина е пустина. И тогашниот игумен го примил и му рекол: отец, јас би сакал да помагам, дали може? Ајде, помагај ваму кај оние мајстори што градат кон. Јован, катарневно, не давајќи си впрочем ниту омак на своите очи, им помагал на мајсторите. После тоа добил послушност да помага околу кујната, помага. Потоа добил послушност да биде економ на манастирот, и откако застана на економската функција, манастирот економски се подобри. Но секогаш работел како обичен прост монах, буквално како човек кој што не знае да избора да почи. И игуманот видел дека овој навистина човек е свет и е достоен за свештен чин и го однел при Иерусалимскиот патриарх. А во православната црква има едно правило кај кандидатите за ракополагање, каде што секој од оној што се спрема да биде ракоположен, најпрви подлегнува на исповед или пред својот духовник или пред оној од кого треба да биде исповед, да биде ракоположен. Откако ќе увиде самиот духовник или владика дека оној што е за ракополагање е достоен, ќе го ракоположи. И откако пошол Јован на исповед кај патриархот му рекол на игуменот: извини отец, но Јован не може да биде ракоположен за свештеник. Без понатаму да му образложува зошто. И навистина игуменов паднал во голем очев, бидејќи очајувал пред Бога: па Боже, ја мислев овој човек е достоен, а сега он е недостоен за ракополагање. И за да не очајува, за да му покаже и ангелот Божи на тамошниот игумен дека смиреноста и понизноста по срце голема, врлина и добродетел пред Бога, му рекол: не може владика повторно да биде ракоположен за свештеник. Вели Јован од љубов кон пустината и остави епархијата за да се подвизува и на овој начин да му угоди на Бог. И поради тоа угодување на Бог и на Јован и на сите оние кои што се смириле и станале бедни по дух, светјајќи дека се ништо, Бог ки им го даде Царството Небесно. А Царството Небесно е овде и во нас. Царството Небесно е таа радост, тоа вечно блаженство кое започнува уште тука, а произлегува од вашата мирна совест. Произлегува од вашата радост поради вашето духовно единство со Бог. А тоа верувате дека не завршува тука, но продолжува вечно. И впрочем, Христос Бог дојде на земјата за да ни ги остави овие 9 блаженства со цел да ни го покаже патот кон Царството Небесно
и за да ни покаже дека спасението е неможно за човекот, но е можно за Бога. А Бог дојде на земјата за да го спаси човекот. Значи, ова доколку можеме да направиме на споредба, имаме подадена рака од Бог, се што треба се вашите 50%, гледано математички. Сега, што ви реков, ќе ви позборувам за Малиот принц, книгата. Од и слабо памтам имење, простете ми што не го спомнувам во второт, но не ми текнува кој беше писател, доколку некој знае тука, повелете нека каже. Таа книга може би ја обработувавме во четврто дарение ние во основните училишта, но фала му на Бога што се појави таков човек кој свати дека кога додовме средно дека таа книга е малку и за повозрастна, за граница. Во Малиот принц, впрочем, се зборува за едно детенце кое живеело само на планета која имало на таа планета едно цвекинце кое го чувало под како една стаклено покривало со цел ништо да не му нашопти на тоа цвекинце и кое што оди на планета каде што имало најпрво еден пијаница, потоа еден цар, потоа на планета каде што имало човек што бил заангажиран и преокупиран со географски мерни единици, овати, онати, и потоа се симнува на планетата Земја. Кога ќе земете да ја прочитате книгата, може би ќе си помислите дека ова е навистина едно интересно делче, каде што и впрочем книгата е напишана со цел на најмладите да им се потикне вниманието. Да им се потикне желбата за мечтање, како што, например, што во самиот почеток има примерот кога младиот принц посакува од авторот да му нацрта овца. Тој црта 3 овци, но во ниту еден момент не му се допаѓаат и нацртува една кутија со 2 дупчиња и му вели твојата овца е тука. И тој среќен, радостен, да, тука е баш така ја сака. Но ќе ја прочитате книгата, баш би ве советувал, но што ми беше целта зашто ја поврзувам со првото блаженство? Книгата ни дава една јасна поука и јасна порака дека заборавивме што значи да бидеме бедни по дух и заборавивме што значи да бидеме како деца, бидејќи на такви им приличи Царството Небесно. Бидејќи доколку земете кога оди на планетата каде што се наоѓа пијаницата, тој е тажен, бидејќи е пијан, а е пијан бидејќи е тажен. Или оди на планетата кај единствениот Господар, единствениот цар кој што е сам на планетата, и кој од сите бара да му се поклонуваат на неговото величие, и вели, ти ќе бидеш единствен поданик и си тука за да ми се поклонуваш на мене. Потоа оди на планетата кај човек што е задолжен со карти, со слични работи, и доаѓа на земјата и гледа хаос. Која е целата на книга? Во животот честопати да постануваме и како пијаницата, и како царот, и како географот. Забораваме на оние ситните мали работи кои што ни ги остави Бог, а кои всушност ја исполнуваат нашата душа. Забораваме на љубовта кон другиот. Забораваме на тоа што пред се поблажено е да се дава отколку да се зема. Забораваме на тоа дека впрочем оној кој што е смирен и очекува се од Бога и кој не се надева дека е сесилен, тој ќе го добие најполезното. Кога оди на планетата каде што е пијаницата, каде што го гледа парадоксот на неговото пиење и напиење, баш тој ми е делот што ме посочува на еден момент кој што во нашиот живот го правиме сите.
тажни сме бидејќи не боли, а не боли бидејќи сме тажни. Заборавајќи дека кога своето срце ќе го смириме и ќе го покажеме пред Бога, Бог ќе ни ја даде помошта која што ни треба. Пијаницата пие бидејќи не го наоѓа излезот од својот алкохолизм. Но преку блаженствата Бог ни го покаже излезот од себе. Најпрви преку ова блаженство Бог ни покажа дека доколку веруваме дека Бог е нашиот Отец, кој од нас ја бара единствено само нашата љубов, а како родител би ни го дал сето она кое што ни е потребно, ние забораваме дека има за нас момент, значи заборавајќи дека Бог ќе ни го даде она што ни е потребно, забораваме дека за нас има излез. И постануваме луѓе што ушиваат во својата тага. А заборавајќи дека светот не е само географија, светот не е само слава. Забораваме дека Бог во својата смиреност, наместо да биде цар и судија, дојде да биде понизен. Така да, сума сумар, да не должам, за да бидете совршени, односно за да творите дела Божи, треба да го разбудите детето во вас. Но не детето во вас кој ќе крши. Но детето во вас кој ќе знае дека не може ништо без својот родител. Детето во вас кој ќе плаче, бидејќи ја бара вечната правда од Бога. Детето од вас кој ќе бара мир, бидејќи за мир сме подвикани. Детето во вас кој ќе благословува, бидејќи, како што вели светиот апостол Јаков, сме и повикани за благослов. Веќе со ова би сакал да го завршам предавањето, а Чичко Бранко ми кажа нешто за горешници, па би сакал да би се обртам зборот против тој горешнички обичај. Ако сте прочитале во календарчето, во заграда пишува Огнена Марија. Маченицата Марина е наречена Огнена Марија, поради една работа. За време на гонењата, која црквата во тоа време ги трпи, таа поднела такви страдања и маки, какви што ниту еден маж пред неа не подна. И со својот огнен карактер го посведочила Бога. Маките и страдањата на светата великомаченица Марина биле до толку силни, што можеме да ги споредиме со огн што соборува се. И поради тоа е наречена така, Огнена Марија. Напоменува повторно ќе напоменува. Седмиот ден и празниците се дадени од Бога пред се, да ги празнуваме и да го славиме Бог во нив. Суштината на секој од дадените празници е преку литургија, преку заедница со Бога да го посведочиме празник, да го посведочиме Бога и да го прославиме светителот кој е тој ден. Но при тоа, угледувајќи се на неговиот живот, и ние да се трудиме на сличен начин да му служиме на Бога. Не бара никој од вас да бидете како светата великомаченица Марија, но Бог од вас бара, гледајќи пример на оние што му угодиле, да се стремите и со вашиот живот да му угодите на Бога. Напомнав преге на еден брат, повторно ќе ви напомнам и на вас. Христос во сабота исцели човек, а саботата беше свет ден за евреите. И впрочем рече, кој не би го пуштил својот осле во сабота или доколку падне неговото осле во духа, кој не го изведе. Неделата и празниците Бог ги создаде за да ги посветиме на Бог. Но како ќе му го посветите тој ден на Бог? Со тоа што познавам еден човек кој, иако немаше доволно сили, на еден помлад од него човек,
без разлика дали тоа беше празник или не, своето цело време го посвети купајки, работејки. Тоа е Божјо дело. Може би истиот човек, поради тоа што тие денови немаше литургија, не беше на литургија, но тој направи Божјо дело. Не гледате на законот и на празниците како нешто што не смее да се прекачи, но гледате како нешто што ви е дадено за да го прославите Бог. А Бог ќе го прославите само кога ќе покажете добри дела и преку тоа што на повикот од свештеникот со страв Божи, вера и љубов пристапите, ќе пристапите на причест. А да бидеме малку искрени, добро, може би се уште сме во времето на другорот Титов на соснова на некој сваќање, но литургијата се служи за да се причестите вие на неа. Не за да стоите како неми посматрачи. Греф е за православниот христијан. Греф е и за мене. Не само за вас. Да биде ослужена света божествена литургија, да не го прими во себе телото Христово. Да, греф е и да не си спремен. И затоа нашиот живот, како што напоменува, е постојан пост. Но не постојан пост во смисла на телес, но на духов. Затоа апелирам до вас. Постот започнува од сега. Во моментите кога не е пост, црквата од вас ги бара само среди петок да ви постите. Црквата од вас го бара вашиот молитвен живот. Го бара вашето покаяние. Се бара сразмерно со вашите сили. Бог, верувајте, дека повеќе ќе ја погледне вашата немоќ, отколку вашата моќ, бидејќи во својата моќ најмалку давате. Така да би ве повикал на поредовен евхаристијски живот и најпрви на молитва и на читање на Словото Божие, а потоа на покаяние, бидејќи оној кој што со молитва и преку Словото Божие го спознал Бога, само тој вистински може да се покае за своите гревови. Slow